музичка, дијамантска сложувалка на радио ФМ Врева, Радио Слободна Македонија. 10 минути по 13 часот, 15 на минути порано од предвиденото, меѓутоа сепак гостинките малку порано пристигна во студиото на Слободна Македонија. Навистина не би сакале да ги задржуваме многу, да не чекаат заради тоа што имаат навистина навиена денешна агенда. Станува збор за почитуваните Доминика Страночка, раководителка на канцеларијата на UN Women, и Миријана Недева, лице одговорно за комуникација при UN Women. Зошто ми се денеска гостинки? Претпоставам дека знаете да во најавата во неколку наврати кажавме дека 24 ноември е меѓународен ден за елиминирање на насилството врз жените, а токму од денеска па се до 10 декември ќе се случи една глобална кампања и во Република Македонија именувана како 16 дена активизам. Само да ве потсетам дека насилството влијае врз една од 3 жени и девојчиња широм светот. Со цел да го запре ова грубо кршење на човековите права, Агенцијата на Обединетите нации го одбележува меѓународниот ден на елиминација на насилство врз жените 24 ноември, а исто така се придружува и на глобалната кампања 16 дена активизам со главна церемонија што ќе се одржи на 10 декември година 2017. Драги господи, најнапред добар ден и добро дојдовте во ФМ Врева на Слободна Македонија за прв пат. Господја Стојановска, насилството врз жените и девојчињата се манифестира низ различни видови на форми, физички, сексуални и психолошки. Можеме ли да подобјасниме што значи сето тоа одделно, што е физичка, што е сексуални, што е психичко насилство конечно? Добар ден. Ви благодарам за поканата, за учество во програмата и за одвојување на време за разговор по однос на ова многу важно прашање и непосветување на време во однос на самата кампања. Се работи за 16 дена кампања која што започна 25 ноември и завршува на 10 декември, глобално се одбележува од причина затоа што ние се соочуваме со еден вид на пандемија, а тоа е насилството врз жените и девојчињата, кој што, како што рековте точно, се манифестира кај во една, значи се случува на една од 3 жени и девојки глобално, дури и во земјите од Европска унија каде што ние сметаме дека тоа е помалку застапено, реално истиот е процент на преваленција на насилство. Би сакала пред да спомнуваме воопшто за различните форми на насилство, да напоменам дека се манифестира поради реално, значи родовите и значи поради општествените норми и стереотипи и нееднаквоста која што се во која што се наоѓаат мажите и жените. И односот на овие односи на моќ, патриархалните односи на моќ реално доведуваат до воспоставување на овие односи на вршење на моќ на мажите од страна на жените. Ние знаеме насилството врз жените, зборуваме за него затоа што реално ги таргетира највеќе жените и девојчињата. Се манифестира во домот, се манифестира во јавните простори, на работното место и затоа и се креваме против тоа. Затоа што треба да се елиминира, ние имаме веќе една глобална развојна агенда која што ни дава пред нас еден многу значаен таргет да се елиминира овој вид на насилство. Зборуваме за физичко, зборуваме за психолошко, зборуваме за сексуално насилство, но и други видови на насилство. Генерално психичкото, физичкото и сексуално насилство се оние кои што влијаат на психичкиот, физичкиот и сексуалниот интегритет на една личност, која што ги крши основните човекови права на таа личност, врши контрола. Меѓутоа зборуваме и за други форми кои што не се толку видливи манифестирани во поблага форма, меѓутоа на форми на насилство зборуваме за демнење, зборуваме за закани и тоа е нешто што мора да се земе предвид. Значи многу често жртвите и самите жени не реагираат по одредени поблаги форми на насилство, а тие се форми на насилство кои што ако се избегнат може да доведат и до многу по драстични форми на насилство и реално затоа и целата оваа кампања оваа година е посветена кон поддршка во процесот на ратификација на Конвенцијата на Советот на Европа за елиминација на сите форми на насилство врз жената, вклучително и семејното насилство, затоа што со ратификацијата всушност ќе се доведе до измена на норма, значи на целата норматива во Македонија во однос на регулирање на сите форми на насилство. Така, фемицид е најтешка форма на насилство врз жени и може да биде директна последица на домашно насилство или интимно партнерско насилство. Терминот означува намерно убиство на жена затоа што е жена. Во какви размери е насилството врз жените во Република Македонија?
Во Македонија моментално ние не можеме да дадеме еден податок формален за да кажеме колку е преваленцата на насилството врз жените, затоа што ни недостасуваат податоците кои што би дале таква една преваленца колку жени. Се претпоставува дека и во Македонија процентот е 1 од 3. Меѓутоа, наскоро се очекуваме во текот на едната година да добиеме податоци за тоа колку реално е и кај нас насилството врз жените и девојки. Да зборувате за најтешката форма на насилство, фемицидот, и ние сме сведоци од истражувањата на невладините организации кои што ги следат, нели, информациите во медиумите, дека реално во последните 3 години ние имаме 15 случаи на фемициди, значи на брутално насилство врз жени кои што завршуваат со смрт, фатални последици, и најчесто и тие се извршени од страна на сопруг или партнер интимен, или интимен партнер или сопруг во фаза на бракоразводна постапка, што ги изложи уште повеќе жените на тој ризик. Мора да бидеме свесни за самата форма, значи фемицидот е најагресивната форма на насилство, кој што довива до фатални последици и треба сосема да се избегне. Не треба да дојдеме до тој степен. Така. Сега вака, вие рековте, јас кажав, меѓутоа ајде уште еднаш да потсетиме дека 1 од 3 жени на светот ќе биде жртва на насилство, вели извештајот на Фондот за население на Обединетите нации. Западноевропските земји во кои постојат ефикасни системи за заштита на жртвите и кривично гонење на сторителите, како што се Франција и Австрија, се навистина многу успешни, особено со спречување на домашното насилство. Имаме ли некакви податоци какви се состојбите кај нас? Кај нас има податоци, има истражувања кои што покажуваат, значи, одредени пропусти во делот на пред се на меѓуресорската постапка и соработка на институциите во заштита на жртвата и во постапките. Има дури и истражување кои што покажува всушност целиот процес на заштита и постапка во судските случаи против жртвите на семејното насилство, и во тој контекст наведува дека многу често во системот на заштита жртвите се ревиктимизирани, дури и до 4-5 пати. Тоа е заради недостаток на доволна координација и оној интегриран пристап кон заштита на жртвата од аспект на жртвата сама по себе. Затоа е направено едно истражување дури какви не се, значи, стандарди или кои се услугите кои што постојат во земјата во однос на заштита, во давање на заштита на жртвата. И имаме податоци за тоа до каде сме и колку треба да се оди понапред за да се исполнат тие минимум стандарди. До каде сме? Па видете, во моментот Македонија не ги исполнува минимум стандарди на Конвенцијата на Советот на Европа, иако тие се доста високи, амбициозни. Можеме да кажеме дека недостасуваат шелтри доволно. Шелтер центри, така? Шелтер центри недостасуваат. Ние имаме детектирани 13 семејни места во државата, а стандардот според бројот на популација посочува на 103 семејни места кои што треба да бидат обезбедени. Немаме засолништа за жртви на сексуално насилство, но во меѓувреме се работи на тоа, на отварање на првите. Значи веќе има прогрес. Немаме кризен центар за жртви на сексуално насилство, кој што би дале поддршка на жртвата и психолошка, не само медицинска, меѓутоа и тоа е во тек на работа. Значи моментално се дава поддршка на државата и на невладините организации кои што се даватели на услуги во делот на јакнење на давањето на услугите и отварање на нови кои што ги немаме согласно тие стандарди. Така. Сега вака, до 2015 година состојбата беше ваква. Во Македонија се уште недостасуваат шелтер центри кои функционираат и нудат поддршка и заштита на жртви на семејно насилство 24 часа, она што досега го говоревте токму вие, госпоѓа Доминика Стојановска. Исто така, во 2015 година здравствени институции кои реагираат и пријавуваат семејно насилство по службена должност исто така беа сведени на минимала. Полициски станици кои интервенираат по пријава на семејно насилство, независно од тоа колку пати веќе биле во тоа семејство, советувалишта за работа со сторители на семејно насилство децентрализирани во другите градови низ Република Македонија, не само во Скопје. Ова е, значи, говорам за податоци добиени од 2015 година, 2 години подоцна. Дали нешто е сменато во оваа насока? Значи, од 2015 до сега се работи интензивно на зголемување на опфатот на жртвите. Значи, ние имаме семеен центар за жртви на семејно насилство и за работа со сторители и деца, кој што функционира на ниво на град Скопје. Меѓутоа, како што напоменавте, тој е сега на ниво на град Скопје и достапноста на услугите во другите градови е проблем и предизвик. Веќе спомнав за шелтер центрите, меѓутоа во меѓувреме се работи на отварање на 3 кризни центри за жртви на сексуално насилство, што
што воопшто не постоја во земјата и тие набрзо ќе бидат отворени. Се работи, се дава, моментално се отпочнуваат активности за поддршка на невладините организации да го зголемат опфатот на жртвите и во другите градови во Македонија. Значи има еден процес на развој кон реално кој што е во согласност со стандардите на Советот на Европа и меѓународните норми, вклучително Конвенцијата за елиминација на сите форми на дискриминација. И во тек се, значи, имаме проценки, знаеме каква е ситуацијата и во тек е реално работа на адресирање на тие пропусти и во одреден период кој што би бил реален за постигнување барем на минимум стандардите. Значи зборуваме за проширување на опфат во рамките на шелтрите, зборуваме за зајакнување на јавното приватното партнерство, вклучително со невладиниот сектор за давање на услуги, отварање на нови услуги кои што се непостоечки во се уште во моментот, меѓутоа очекуваме наскоро да бидат така. И сега вака споменав, значи 24 ноември е меѓународен ден за елиминација на насилство врз жените, а токму затоа уште еднаш ќе повториме дека агенциите на Обединетите нации го одбележуваат овој меѓународен ден, а се придружуваат и на глобалната кампања 16 дена активизам со главна церемонија која што ќе биде реализирана на 10 декември, денот на човековите права. Токму затоа ајде да ја поздравиме и госпоѓата Мирјана Недева, која е лице одговорно за комуникација при UN Women канцеларијата во Скопје, Република Македонија. Добре дојдовте, господја Недева. Ајде да поразговараме за тоа што се ќе опфати годинишната кампања 16 дена активизам во Македонија. Добар ден и од мене. До сите слушатели на Радио Слободна Македонија. Оваа година кампањата 16 дена активизам против насилство врз жени и девојчиња започнува денес во 6 часот со свечена церемонија во Собранието на Република Македонија. И символично ќе биде осветлено самото собрание на Република Македонија во портокалова боја. Со тоа ние се приклучуваме на глобалната кампања за 16 дена на активизам против насилство врз жени и девојчиња, каде што се осветлува во портокалово некоја зграда или пак некој значаен објект во сите земји ширум светот. Сега оваа година, се извинам, во Македонија ќе биде само собранието на Република Македонија? Да, најчесто во поеден значаен објект во земјата се осветлува и ова е прв пат да се осветли собранието во портокалова боја, што исто така ги покажува и заложбите на нашата земја за поддршка на самата кампања. Понатаму, во текот на овие 16 дена ќе следат бројни настани. Семејството на Обединетите нации заедно со невладините организации во Македонија оформи еден заеднички календар и овој календар ќе биде споделен преку социјалните медиуми и ќе биде достапен за сите кои што сакаат да земат учество или да присуствуваат на некој од овие настани. Тоа што е многу значено е што оваа година имаме настани во голем дел од градовите и од заедниците низ цела Македонија, ширум Македонија, посебно од невладиниот сектор. Така што има работилници со млади, има работилници кои што ги опфаќаат некои од институциите од типот на армијата, потоа полицијата, како и судството. Има јавни дебати кои што ќе зборуваат за важноста од ратификацијата на Истанбулската конвенција. И исто така тука се вклучени и некои од настаните кои што се поддржани од страна на агенциите на Обединетите нации. Самата кампања се вршува со голем настан на 10, меѓутоа може да биде на 11 декември оваа година, кој што ќе го одбележи денот на човековите права. Во пред, како да кажам, во предвестието на 75 години од донесувањето на универзалната декларација за човекови права, така што и тоа ќе биде една убава завршница на овогодинешната кампања. Така. Само во Скопје ќе се случуваат настаните или во цела Република Македонија? Посебно тоа што е значено оваа година е што голем дел од невладините организации кои што работат на оваа проблематика своите настани ги концентрира во заедници и во општини кои што не се во Скопје. И тоа е една придобивка од оваа кампања. И во исто време паралелно
ќе следи кампања која што ќе се одвива на социјалните медиуми, така што сите оние кои што ќе сакаат да дадат својата поддршка ќе можат да дадат својата поддршка и преку социјалните медиуми. На кој начин? Има отворена фан страна или пак можеби настан? Да, за тоа малку нели да не ги откриваме сите информации сега, меѓутоа ќе биде многу едноставно и ќе ги следи овие глобални стандарди кои што ги има глобалната кампања за 16 дена. Дали имате славни личности во Македонија кои што ве поддржуваат? Да, секако мислам. Ќе бидат вклучени во самата кампања лица од естрадата, лица од дипломатската заедница во Македонија, исто така и лица од политичкиот свет, меѓутоа пак не би ги откривала сите тие во текот на овие 16 дена ќе има делови во самата кампања која што се открива. И сега вака, велите да го обуиме светот во портокалово. Берем овие 16 дена да видат портокалови, каде да стигнеме, што и да правиме, да носиме нешто портокалово за да ги поддржиме жртвите, односно родовите жртви, поточно насилството, не да го поддржиме, туку да се бориме против насилството врз жени и девојчиња. Што значи во портокаловото? Зашто токму портокалово? Портокаловата боја е одбрана како боја на надежта, како боја на оптимизмот и на истрајноста, и оваа боја веќе подолго време функционира како главна боја за борба против насилство врз жени и девојчиња, посебно во кампањите на UN Women, на телото на Обединетите нации се родова еднаквост и зајакнување на жените и е прифатена глобално. Така што ние со оваа боја, со тоа што во 16 дена ќе символично ќе обоиме некој од нашите згради или пак ќе се облечеме во портокалово, ја искажуваме и нашата заложба за надеж за едно подобро утро, каде што сите жени, сите девојки ќе можат да ги уживаат своите права во слобода и без насилство. Така. И на крај една порека до сите оние кои што се жртви на насилство, меѓутоа да се потсетиме дека и сите ние жени и девојки можеме да бидеме потенцијални жртви на насилство. Нема да говориме за тоа како се детектира насилникот, сите ние горе-долу знаеме во какви средини живееме и можеме горе-долу да се справиме, меѓутоа што ако некој едноставно не може да се справи, имаме ли нека порека до сите оние кои што се жртви, меѓутоа и потенцијални, а потенцијални сме сите ние? Пораката треба да оди до сите нас, дека ние сите сме потенцијални жртви и поради односите на луѓе во кои што живееме во општеството, во заедницата. Значи, не треба да се трпи тоа насилство, не треба да се реагира, и факт е дека имаме систем во кој што услугите и заштитата не е како што би очекувала, меѓутоа сепак да се сподели затоа што од некоја страна на помошта ќе дојде, никој не треба да трпи насилство. Значи не треба да се молчи, треба да се говори, и тоа што е можно погласно, затоа си тука медиумите. Затоа и сите ние се обединуваме за да ги зајакнеме оние работи кои што не функционираат, за да ги зајакнеме жените, актуелни и потенцијални жртви да говорат, за да се спречи, меѓутоа говориме и кон мажите и момчињата, за да пренесат силна порака до сите дека насилството не треба да се случува, дека тоа не е начин да се решаваат проблемите и не е начин да се регулираат односите меѓу мажите и жените. Затоа и пораката е и кон нив, и да бидат активни, како што веќе ќе имаме во кампањата, да бидат активни носители на кампањата во пренесување на пораката дека не треба да се молчи и насилството не треба да се случува. И ако се случува, треба строго да се санкционира. Така. Дами, почитувани, ви благодарам многу што одвоивте време, што дојдовте во ефемврива на Слободна Македонија за да говориме на една тема која што буквално не засега сите нас како индивиди и како општество. Доминика Стојановска, раководителка на канцеларијата на UN Women, и Мирјана Недева, лице одговорна за комуникација при UN Women канцеларијата во Република Македонија, поточно во Скопје, ми беа денеска гостинки. Ви благодарам многу. Ако имам уште нешто да додадеме, ако не да емитуваме реклами. Ви благодарам многу и се надевам дека ќе се приклучите, ќе следите кампањата и дека после овие 16 дена ќе продолжиме и понатаму, па ако треба и секој месец да дебатираме околу овие прашања, затоа што се важни за сите нас, за нашите деца и за развојот на едно здраво општество. Благодариме многу, одиме со ЕПП и потоа спортски вести во ефемврива. Музичка дијамантска сложувалка на радио ефемврива. Радио Слободна Македонија.